Благодарам. Јас прво би сакал да искористам приликата да замолам она што кажав во вчерашниот ден од процедурална гледна точка и да влезе истото во записник. Присутните соработници на Комисијата за европски прашања и службеници кои што тоа има надлежност да ни обезбедат видеоснимка од седницата која што ја одржавме, ако не се лажам, на 20 декември минатата година и на која што дискутиравме за јавна расправа. Од самата снимка ќе видиме во кој тек одеше таа дискусија, иако јас сметам дека имаше една општа согласност за одржување на јавна расправа по однос на оваа тема, која што е многу битна. Но се гледа дека европското знаменце се потребува токму заради тоа, да има што помалку јавност, да има што помалку дискусија, да биде временски ограничена, да биде по квалитет ограничена. Не се согласувам со позициите на Министерството за економија и на заменикот министер најчесто, но од човечка гледна точка, да бидам искрен, не им завидувам, што тие се директни сведоци на неорганизираноста на работата на Комисијата за европски прашања на целото собрание и мораат да шетаат од една во друга сала, во трета, да бидат повикани во 10, да има пауза до 12, па ги повикуваме повторно на седница во 4, па остануваат до 22 часот, со што се гледа дека работата на комисијата губи на квалитет и веројатно тоа е и целта да опадне квалитетот на работата и на комисијата и на пратениците и тоа што е замислено да се протурка на еден што по нетранспарентен начин и во пократок временски рок. По однос на предложениот амандман, јас во самиот амандман има 3 клучни фрази или зборови кои што покажуваат зошто Министерството за економија и зошто владеачкото мнозинство е против овој амандман. Првата точка е се бара согласност од органите на државната управа, значи вклучува повеќе органи и зборот согласност гледаме дека кај владата предизвикува некоја негативна реакција. Повеќе им одговара фразата мислење отколку да се бара согласно, затоа што за согласност и од правна гледна точка која институција треба да ја издаде, треба да стои за истата и да има одредена одговорност за мислење, може да биде точно, неточно, консултативно, уважено, неуважено и слично. Вториот дел од амандманот, некаде во средината, исто така пишува дека единиците на локалната самоуправа на чија територија е поднесено барањето за доделување на концесија за експлоатација, одлуката за согласност во единицата, односно единиците за локалната самоуправа, ја носи советот на општината. Овде повторно се зголемува транспарентноста, се зголемува јавноста. Ако не одлучува само Министерството, а треба да одлучи и Советот на општината, тога се зголемува јавноста за таа одлука. Јас не гледам зошто би било спротивно на интересите и на ефикасноста по однос на стопанството, но и на интересите и за стопанството и за општина, за приходите од таа концесија доколку се реализира и има заеднички интерес, тога зошто ние ги дискредитираме советниците во која и да е општина дека знаат помалку или се грижат помалку за интересот на развојот на нивната општина од некој министерство. Бидејќи тие граѓани што го гласале советникот во општината, можеби не го гласале министерот за економија, што во многу општини е случај. И третата работа, ова е веројатно и алергенот на кој што реагира власта најмногу, е барањето дека единиците за локална самоуправа, на чија територија е поднесено барање за доделување на концесијата за експлоатација, се должни да организираат јавна расправа за локалното население и за секнатата јавност со присуство на стручни лица и представници од институциите во одреден рок. Овој збор јавна расправа гледаме дека кај за жал и кај некои пратеници од владеачкото мнозинство, за жал и кај самата влада, предизвикува нетрпеливост, нервоза, невообичаени реакции, одбивност да се има јавна расправа за која тема. И не знам зошто во
ако законодавниот дом е дом на демократијата, ако советите во општините се локалните законодавни домови на демократијата во самите општини, зошто да не се прифати еден амандман во кој што се дава можност на општините и индиректно преку советниците на граѓаните на тие општини заеднички да одлучуваат со Министерството за економија кога станува збор за одредена концесија. Зошто да не може општина Битола, општина Гостивар, општина Велес, општина Куманово, кој да е од скопските општини или некоја помала општина, да одлучи заеднички да може преку давањето на согласност да партиципира во развојот на својот крај или можеби да има поголем увид преку јавната расправа. Јавната расправа ќе разбие многу сомнежи. Сега има многу сомнежи за тоа дека јас не сум приврзаник на тие стереотипи и теории на заговор дека секој рудник е лош рудник, дека секоја концесија е лоша концесија, дека секој минерални суровини или нивно искористување се штетни или фатални за околината, но бегањето од јавна расправа за ваквите теми ќе ги зголемува сомнежите и ќе им дава поголем простор на тие кои што ќе ги шират ваквите теории, дека станува збор за некоја корупција, можеби станува збор за некој тесен интерес и се одбегнува, како да кажам, да се вклучи локалната демократија и советниците како директни избраници на граѓаните да даваат свое мислење по однос на ваквите ставови. И затоа се согласувам тука и со претходните говорници кои што кажаа дека овој амандман мислам дека не би ја нарушил ефикасност на примената на законот доколку биде прифатен, напротив само би го направил законот потранспарентен, одлуката за концесиите би ја направил поинклузивна, а граѓаните би ги направил поспокојни затоа што за теми за кои што немаат доволно познавање преку јавна расправа на локално ниво, каде што на расправа ќе се учествува и стручно лице, меѓу другото и од Министерството за економија, ќе им се објасни за што станува збор. И затоа сметам дека е сосема конструктивен, добро образложен и номотехнички гледано добро срочен предлог амандман, кој што со чие што прифаќање самиот текст на законот ќе биде поквалитетен и самата примена на законот, се надевам, во иднина ќе биде поквалитетна, без разлика кој го раководи Министерството за економија денес или после една година или после 10 години од денес. Затоа јас како член на Комисијата за европски прашања ќе гласам за усвојување на овој амандман. Се надевам дека и другите колеги, особено тие од владачкото мнозинство, ќе се охрабрат да го направат истото и со ваквиот амандман нема потреба ние да маршираме со луѓето кои што ќе бидат загрижени за одредена концесија. Тоа е повеќе ЕПП. Ако ние дадеме можност ваков амандман да помине, тоа значи дека луѓето од општината кои што се засегнати преку јавната расправа ќе дознаат за што станува збор. А јас можам со нив да марширам од можеби популистички причини или од чисто не знам, ајде да кажам некои други причини чисто за да се девалвира одредено решение или да не се реализира некоја концесија затоа што таа во моментот не е популарна, но ако се даде можност за јавна расправа, ние ќе им дадеме аргументи на сите да бидат запознаени директно за што станува збор. И кој е против јавна расправа во собранието, навистина не гледам, би разбрал да е против јавна расправа некој од извршната власт, сака ефикасност, да искористи на време, брзи одлуки, брзи решенија, може би се лично инспирирани, може би се од самата криза во стопанството инспирирани, но да бидеш против јавна расправа, мислам дека е аргументација ad абсурдум, како да кажам, тоа е само против себе е пратеник да биде против јавната расправа, затоа што ние би требало да бидеме институција во која што јавните расправи треба да ни бидат приоритет. И затоа тоа е мојот став, мислам дека треба да дадеме поддршка за овој амандман, без разлика што ставот на заменикот министер, веројатно согласен и со министерот и со другите коалициони партнери, е различен. Пратениците нека покажат свој интегритет и во овој случај нека бидат на страна на
нашите колеги, условно кажано, советници кои што го имаат мандатот од граѓаните во секоја општина. Толку би имал. Благодарам многу. Faleminderit. Ви благодарам за реплика, нема следен.